Йоу! Здраво луѓе! Добре дојавте. Моето ново видео. Денес се решив да правам видео како пробувам прв пат G Fuel. Иначе елката уште не е откитена. Не знам кога гледате видеото, јас го снимам на 20 февруари. Не знам кога ќе откитам. А кој тоа рече дека елка се откитува кога ќе завршат празниците? Нови труд, на оваа прекрасна на овој труд. Елка да откитувам. Денес пробуваме G Fuel. Муавето е дека многу ме интересираше, зашто цел живот сите го рекламираат, го прават, го чудат, кај нас никогаш не стигна леко кога е темно, кога немам светло тука. Вака имам светло. Ме интересираше многу шо е, како е, сакам да пробам. Кај нас никад нема да дојде. Имаше нека опција да нарачам вакво со шеќер, колабот на ова со Ninja. Неќев и не сум голем фан на Ninja воопшто, али беше добар дел и друго што дојде со него, зашто прв пат пробувам, решив да земам вакво. Земам вакво кесичи, во него има 7 вкуса. Сега ќе ги покажам сите. Еве кои вкусови јас ги поседувам, не знам дали ја некој му значат, немам појма ни јас буквално шо се. Ја не знам ни онака што точно представува G Fuel. Кој што е G Fuel, малку онака истражував дека е некаков си здрава верзија за енергетски пијалок, онака поентата треба да ти даде енергија, иако ми кажа дека не дава баш енергија, али ќе пробаме, не знам како ќе делува, ќе видиме чудово. И е некоја поздрава верзија, нема шеќер во нив, нема ништо такво. Начинот на кој што ова ќе го пробам, нема ги пробам денес сите, туку вие ќе ги гледате сите, ама јас секој ден ќе пијам по едно, ќе го снимам ова буквално 7 дена, зашто сепак е енергетски, да не ги пијам сите во еден ден или по неколку на ден. Денес што да пробам? Што да биде првото што ќе го пробам? Еци, пец, ти си мали зец, а ја мала пепе, лутио, еци, пец. Ти си Blue Ice, 15 калории, одиме да го раствориме. Океј, сипав вода колку што му е мерката. Сега го сипувам ова, го ставаме ова, после го ставам и ова. Морам да го пофалам квалитетот на чудово дека многу е добро. Причината зашто јадам малија, не земам онаква цела кутија како што можеби имате гледано видено некаде. Поради тоа што сакам да пробам. Дали воопшто ќе сакам, зашто тие се поскапи и поголеми, не знам дали воопшто ќе сакам да пијам толку. Така да ова ми е буквално тест дали понатака во животот ќе сакам да нарачам големо такво, дали ќе сакам да продолжам пијам чудово или ова ќе биде кога ќе не ми се свија. Чао, пријатно. Јо, на што треба да има вкус? Пишува што треба да има вкус, зашто не знам да ви го пишам. Скроз можеш да оседиш дека нема шеќер во него. Добро е. Не е нешто вау, ако треба да оценувам кој што секад оценувам, би рекол дека вкусов на ова што во моментов го пробуваме 7 од 10. Би рекол седмица дека. Океј, ден еден завршен, ова му давам некоја седмица, некоја 7 од 10 и се гледаме со друг вкус утре. Ден 2! Океј, нов ден, нов G Fuel за пробување. Инаку тоа што го пробав вчера, сепак пишувало на интернет што имаат вкусови. Вчера што го пробав ова Blue Ice, уствари имало вкус на Blue вакво слаши. Знаете што е слаши, така да вкусот беше на тоа. Кога го добив, сепак останав на оцената и вајде ќе биде релевантно доста и само од неколку голтки да кажам на видео што оцен има. Така да денес ќе го пробувам ова, се вика Rainbow Sherbet. Знаеме што е шербет, на интернет прочитав дека се бунат дека им е малку неомилена затоа што им било многу благо иако нема шеќер во него, а вкус вика дека има вкус на сладолед од портокал. Човек, ова мириса добро, можеби мене ќе ми се свиѓа сепак. Време е за тест тест број 2 на Rainbow Sherbet. Луѓе, предобро мириса. Од мирисот очекував и повеќе, ама ова воопшто не е лоши, воопшто не е толку благо како што го зборат. И ова е топ. Не сум нешто премногу воодушевен, ама е подобро од претходното, така да на ова ќе му давам 8 од 10. Скроз можам да го видам тоа што вика дека вкусот е сладолед од портокал, затоа што има вкус на овој, чекајте, на ова има вкус. Скроз како ова да го пијам. Тоа беше ден 2, се гледам утре. Ден 4! Ден 3. Денес пробуваме, ваljda ова не треба читам на интернет што пишува, зашто ова е strawberry банана. Така што претпоставам дека има вкус на strawberry банана. Додека го мучкам вкусов, да ви кажам дека прочитав на тоа дека пишува буквално Inspired by KSI, така да најверојатно овој му бил некој вкус затоа што сите буквално имаат свој вкус на G Fuel, сите поголеми јутубери, стримери што и да се. Така да ова е ваljda вкусот на KSI, јагода и банан. Се надам дека се измеша убаво, одиме. Ја не осеќам банана никаде. Ова поише како некоја вишна ми мириса, човек. Како ова стробери, како ова банана? Можно ли е вкусот да се вика стробери банана, да нема вкус на стробери банана? Лошо е, не ми се свија мене, ќе му давам 5. Ја, 5.
Ке одиме ден 4. Ден 4. Ау, колко е жешко, човеч. Пред 2 дена беше минус 10, сега е плюс 25. Пукнав. Ја битно си зборам, си кажувам и за елката, си кажувам топло. Вакво е, дори скочи видео, пак мразови ќе панат, кој знае што ќе се деси? Не врска. Ми го фалеа многу ова, watermelonот, така да денес пробуваме. Предходното викаше дека има вкус на банана и јагода, па немаше, така да видиме дали ова ќе има вкус на вистина на лубеница. Не знам више колку ова интересно и репетитив и све да покажам истото и не знам на што ќе личи видео овака. 7 различни дена, ова е некако најдолго видео што сум го снимал, чак 7 дена секој ден. Обично само 7 снимам, правам све, сега у 7 дена различно ми е многу чудно. Не знам, се надам дека ми е интересно, се надам дека воопшто некој е заинтересиран за G Fuel, се надам дека да, барем еден човек му е интересно. Чек, убаво е, али ми е... Јас мислам дека буквално предходното ми го има утнато и дека и предходното и ова е истиот вкус. Како вие две да се исти. Онака пребарувам на интернет и затоа предходното со јагода и со банана, читам да не случајно, иако пишува така да нема друг вкус на нешто, и сите пишуваат it tastes exactly like strawberry. Кој строубери, брат? Стварно не знам, значи ова ми е иста оцена што и да дадов на предходното, тоа дава ми на ово. Да, се гледаме ден 5. Океј, денес сме од тука зашто почнувам стрим буквално луѓе за 5 минути од сега. Веќе го спремив ова. Треба да има вкус на нешто тропикал, така да претпоставам сите тропски можни овошки, така да брз тест е најбрз до сега. Oh my god. This is so good. Ова е многу добро. Буквално тропско овошје. Не знам кое е. Луѓе, ова може би најдоброто од сега. Не можам ни да опишам на што има вкус. Ќе напишам тука ако најдам на интернет, али ова е предобро од мене, буквално 9,5 од 10. Ова беше топ. Се гледаме ден 6. Ден 6. Ау, очај. Морам да снимам со оваа камера. Ствари снимам со телефон и снимам со камера, затоа што денови е хаос и гледај колку гледам лево, човек. Треба да ме гледам вака, треба да гледам у камера вака за да не личи. Oh my god. Океј. Денес пробуваме ова чудо. Иначе inspired by FaZe, организацијата FaZe, така да ќе видиме дали ова е добро. Има вкус на ананас. Е запорот. Инаку не сум фан ананас воопшто. Го осеќам ананасот. Не премногу. Не е лошо, али не е ни добро многу. Би рекол некоја си шеста. Не, стварно не е лошо. Можеби и седмица. Ај нека биде седмица. Тоа предходното што го пробав беше најдобро, сега дефинитивно. Ни остана само уште едно. Иначе, пред да го ваков зашто немам кај да го вметам у друго видео, само што дојдов и видов дека ми стигнало ова. Ми стигнало ова, што е поклон иначе од Discord, поради тоа што е верифициран серверот и е партнер и све што може да биде. И е многу добро. Еве го колку е официјално, значи квалитетот е предобар, све е предобро. Ова беше гифт иначе за крај на 2022. Беше поклон за нова година, али стигна онака доста покасно, доста ги пуштија. Не беше до Македонија проблемот, не беше до мене, туку беше до цел свет, ги пуштија многу касно. А сепак дојде и е многу добро ќе иде позади на полиција. Ако се немате вие придружен на Discord серверот, што чекате? Тоа се гледаме во ден 7. И дојдовме до 7-миот вкус, а тоа е ова. Вкусот е snow cone, а вика дека има вкус на лимон. Океј, сепак ми снема батерија на ваквата, па затоа морам да ја поврзам вака како што стримам. И занемарете мојата маичка од пред многу години, која памти каква е маичката и што е маичката из The Real One. Јако мириса. Бам 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 бам. Јо, буквално лимонада, ама некако многу чудно убава лимонада. О мај гад, ова е добро. Едно од подобрите дефинитивно. Ова е топ. Не можам да опишам што плюс има освен лимон што осеќам, али некако е поблаг лимонот, она не е кисел, онака што не ме видовте да направам лимонската фаца, значи ова е стварно добро. Ќе му дадам некоја си 8. И тука некаде би го завршил ова видео, јас стварно не знам ова дали беше интересно, најмногу го ја купив за мене за конечно после толку години слушање G Fuel, да пробам и да видам што се. Ако некого се надам дека некого интересираше, еве моје искуство со G Fuel да знае што е и дали се добри и што вкусови има. Има премногу вкусови, ова беа само 7. Јас земав најмногу што можам различни за да пробам. Тоа ставете лајк ако ви се свигаше видеото, субскрајбнете се за уште видеа и ние се гледаме следното. Чао! Whip up my appetite.